Од Стојчев, телевизија Алфа направи низа на прилози врз вашите сведочења за Божикот 2017 година. Од овој агол, како изгледа еден обичен граѓанин на Македонија да се бори против правосудниот систем и институциите? Навистина, тешко прашање. Меѓутоа, би сакал да го дадам мојот искрен одговор. Дури и за најситна работа, денес кога ќе се обратите на било која институција во државата, обичниот човек речиси секогаш наидува на проблем, на затворена врата и на секакви препреки. Но, кога станува збор за задоволување на правдата, тогаш очигледно е дека проблемот е поголем, поширок и можеби тој проблем со задоволувањето на правдата или правосудниот систем во целина во Република Македонија е еден од најгорливите проблеми. Секојдневно сведоци сме на процеси кои што траат долго, процеси кои што се селективни, кои што очигледно не се мери со истиот аршин за секоја страна и речиси научивме да гледаме или секојдневно од медиумите дека правдата е селективна и вообичаено секогаш оди во полза на оние кои што очигледно имаат повеќе врски или познаваат повеќе луѓе и вообичаено пресудите завршуваат во нивна полза. Последна информација и кореспонденција од службени органи во Република Македонија имавме многу одамна, речиси 2 години, во октомври 2017 година, кога по службена должност основното јавно обвинителство и обвинителката Енџуше Кадрију побара трето вештачење од Институтот за судска медицина во Скопје за да се утврди тежината на физичката повреда. Се надевавме тогаш дека институциите на брзина ќе постапат по кривичната пријава поднесена од МВР, но од тогаш се судоривме со апсолутен молк. До пред известно време, пред некој ден, сметавме дека предметот е заглавен во судска медицина во институтот, од каде што се очекуваше потврда за тежината на телесната повреда, но по совет на пријатели и мојот правен застапник, лично појдов во Институтот за судска медицина, каде што бев вџашен, просто бев вџашен и на лице место ми беше укажано од вработените во судска медицина дека предметот е изготвен и завршен и испратен до обвинителката Енџуше Кадрију уште во 2018 година на 8 октомври. Точно една година од кога беше испратено барањето за супер вештачење. Сега, каде се наоѓа предметот, ниту јас, како оштетен, ниту мојот правен застапник има добиено известување дали предметот е добиен во основно јавно обвинителство и зошто понатаму не се постапува по завршувањето на вештачењето, ако е така. Дали знаете кој го штити, доколку евентуално некој го штити човекот кој ве нападна вас пред очите на вашето семејство пред 2 години? Простете ме, сериозно тешко прашање. Јас ниту сакам да шпекулирам, ниту знам и ниту можам да знам. Јас и ние како семејство само можеме да предпоставуваме. Но имајќи предвид на настаните во последните 2 месеци, неколку недели, што се случуваат во државата, поврзани со овие лица, само можеме да предпоставиме дека некои со сериозни врски во власта или во високиот ешелон на власта да стои. И не сметам дека тоа е едно лице, сметам дека тоа се повеќе лица или добро организирана група која што ја обструира правдата. Јас само би можел да цитирам еден новинар од пред некој ден на телевизија, рече дека тој ја нарече група криминална, дефинитивно не можела да дејствува и да ги направи сите тие злосторства и да наштети на толку многу луѓе и граѓани, вклучувајќи го моето семејство, доколку не биле заштитени или пак дејствувале под научение на некој кој што има висока моќ. Дали некоја институција се заинтересирала за вашиот случај изминатите 2,5 години или бевте оставени сам да се борите за правдата? Напротив, уште на почетокот кога се случи настанот, веднаш бев осуден од многумина, дури и од блиски луѓе, меѓутоа не чувствував потреба
од никаква заштита, затоа што лично секогаш верувам во правдата и верував во институциите на системот на оваа држава. Се до оној момент кога веќе во јавноста стана јасно дека имаме работа со сериозна група така наречени криминалци и тогаш очигледно дека сватив дека ми е потребна помош, но се до овој момент не сум добил или побарал од никого. Вашите напаѓачи излегува со сосема поинаква верзија од преказната, каде што вие бевте напаѓача, тие беа нападнати. Како тоа се одрази врз вашиот семеен живот, врз вашиот социјален живот, врз вашата работа? За жал, последиците по овој напад веднаш почнавме да ги чувствуваме уште кога бев во самата болница, кога бев згрижен после настанот, именно дека станува збор за напад со претходна умисла и за само цел, која што ми е позната само на напаѓачите за која цел, се судривме уште додека бевме згрижени во болницата. Тогаш ми приоѓаа луѓе, ми пристапуваа и вели: отец, додека вие овде плачете од болка, напаѓачите веднаш излегоа по медиумите обвинувајќи ве вас за настанот, дека вие некому сте нанесле тешка повреда и така натаму. Ние сме едно најобично семејство многодетно, кое што си живееме најнормален живот. Сето ова за нас дојде ненадејно и придонесе огромен стрес. Целосно во самото семејство, во односите во самото семејство, а и секако, знаете, јас сум свештеник. Ние, свештениците, ако останеме без свештеничкото достоинство и довербата во нас, тогаш го губиме стадото. И многумина подлегна на таквите шпекулации, а тоа беше само дополнителен притисок на нас како семејство. Пеколот низ кој што поминавме тие 2,5 години и се уште поминуваме, не може да се опише. Вие како родител добивате прашања од дечињата секој ден на кои што е невозможно да им одговорите. Едно од прашањата со кое што се будиме секој утре е: тато, зошто лошиот чичко и лошата тетка што ти ја скршија ногата се уште не се во затворот, затоа што затворот е нели за лошите луѓе. Дали ви се промени од тогаш односот со вашите роднини, со меѓучовечките односи со вашите колеги свештеници, што се промени од пред 2,5 години? Знаете, можеби ќе ви звучи чудно, но единствената добра работа од после овој настан е тоа што овој настан послужи да ги видиме вистинските пријатели, вистинските роднини. И после овој настан, верувајте, живееме обкружени со многу помалку лицемерие. Можеби звучи чудно, но тоа е вистината. Но секако дека имавме голема поддршка пред се најблиските семејства, пријателите. Да, има искуства кога дури свештени лица се посомневале во целата оваа приказна, но верувам сега кога јавноста ја дозна вистината и ќе ја дознае, верувам дека и тие ќе си го коригираат своето размислување. Од кого најмногу се разочаравте во целиот случај? Знаете, овде не би сакал да набројувам имиња, но речиси секогаш и секаде и во секоја земја кога ќе се случи некој немил настан, оние во животот на кои што најмногу сте им помогнале, сте учиниле за нив, сте се дарувале себе си, тие први ве напуштаат. И веќе претходно реков, добро е што продолживме да живееме со помало обкружување од лицемерие. Но ние како свештени луѓе и како православни христијани научивме да простуваме и веќе сме простили и продолжуваме да живееме понатаму. Веднаш по инцидентот со Боки Тренански и неговиот татко, на социјалните мрежи и на интернет порталите се појави една порака од владиката Пимен, која е ваш владика. Како коментирате целиот случај? Застанаат тие позадедаци во одбранија или? Не би сакал да ги коментирам постапките на другите лица, затоа што пред се не се инволвирани во оваа комшиски немил настан. И одговорот на ова прашање секако го има митрополитот Пимен и јас искрено не би сакал да коментирам туги постапки во целата оваа работа. Сепак ова е приватен инцидент и нема потреба да влијакуваме други луѓе. Дали ви се заканил некој од кога започнавте со кривичната пријава, со целата оваа судска постапка, со правна разрешница каде што барате правда, добивте од некога закани? Како ви се одвива животот? Но
Директни закани од напаѓачите немавме, директно, но преку посредници, преку луѓе, нивни пријатели кои што имаме познанства, во два наврати ни беа пратени следните пораки. Првата порака некаде во април 2017 вели лицето Бојан Јовановски, вели доколку се промени власта, пренеси му на попот дека да се иселат од државата затоа што ќе го изгубат предметот. Тоа е првата закана, а втората закана беше пред не толку долго, 6-7 месеци зимата, кога исто така преку поранешен висок функционер во правосудството, на најродителски начин ми се обрати велики отец, тие се навистина силни и се многу мокни во државата. Најдобро ќе биде, ако не сакаш следните 10 години од вашиот живот и вашето семејство да биде изложено на секакви притисоци, најдобро ќе биде да си се одселите, бидејќи се подготвени на се. Што мислеше со тоа? Не знам, меѓутоа, знаете, англичаните велат don't shoot the messenger, затоа што тие само ја пренесоа пораката, некој со умисла има кажано. Од што повеќе се плашите, од овие закани, од насилниците или од трулоста и неагилноста на македонскиот правосуден систем? Не од насилниците. Видете, тие доколку сакаат да не повредат повторно, ќе го направеа тоа досега. Но јас искрено се плашам од институциите, од некомпетентноста на лицата кои што се задолжени да ја спроведуваат правдата. Но јас продолжувам да верувам во правдата. Јас сум човек верник и сум човек богобојазлив. Ако не верувам во правдата, тогаш како ќе им ја пренесам и презентирам верата на моите духовни чеда. Затоа јас верувам во правдата и верувам дека еден ден правдата ќе биде задоволена и тие што си извршиле кривично дело ќе си ја добијат соодветната казна. И што можам да кажам, само можам да се молам за нив за нивното покаяние. Отец, ви благодарам на одвоеното време и на денешната. Господ да благослови да сте живи и здрави.